точно денеска. 10 часот и 16-17 минути. Прв пат имаме дама, кулинарка, од делот гастрономијата, оваа прекрасна седна од Радовиш. Неколку години живее во Бугарија поради незините студии, ама јас ја лоцирав и велам денеска Симона's Food Blog или Симона Лазарева ќе биде дел од утринската на Телма. Сега ќе ми дозволите прегрнам и ти благодарам што ни ја прифати поканата да првпат да бидеш во утринската на Телма. Ти благодарам многу, за мене е вистинска чест, вистинско задоволство. Мило ми е што ме препозна. Сега ќе се дружиме, ќе готвиме. Па јас мислам дека не само јас, туку многумина веќе го препознаваат квалитетот и некако преку овие фотографски и видео издания, баш во некои твои патувачки приказни и од рецептите на кои што ги имаш споделено на Симона's Food Blog, мислам дека сите ќе се препознаат во убавината. Па затоа мислам дека треба да се препознаваат овие квалитети. Се надевам. Благодарам. Родом од Радовиш, а? Точно така. Колку убаво. Да, Ама животот те одведе во Бугарија за да ги надополниш своите студентски денови и сега веќе да го заокружиш тој дел веќе со студиите таму? Па да, живеам 4, веќе 5-та година од ова во Бугарија, во Софија живеам. И веќе завршив, дипломирав и сега ќе видиме дали ќе се враќаме, дали ќе останеме тука, уште ништо. И кој од сексуална струка? Економски. Економски? Економија и специјално туризам. Јас ќе те прашам дали случајно нешто има врска со гастрономија, мама? Ништо, ова како хоби. Хоби, ама веќе една голема пасија која што стана и твоја животна ситуација секојдневна. Токму така, некој да ме праша, јас уште сега не можам да верувам дека готвам, не можам уште во оваа слика да се гледам, ама сум работила во ресторан. Сериозно? Да, и се започнал таму пред 3 години нека да работев во ресторан. Во Радовиш или во Скопје? Во Софија, таму каде што живеев, да. Пред да поточно заминуваш на студии, така истовремено? Паралелно работев таму и од таму се почна. Браво! Љубовта кон готвењето, кон рецептите. И какви се сега плановите, здравје Боже, да речеме, за твојата адреса на живење? Имаш планови за Бугарија или можеби? Па, се уште размислувам. Се уште размислувам. 50-50 Македонија или Бугарија, ќе видиме. Добро, како и да е, не е многу далеку. Зависи професионално каде ќе се пронајдам. Не е многу далеку, ама блиско е. Блиско е, така што стои да одлучиш ќе ти биде Да, токму затоа и избрав Бугарија бидејќи многу близу до дома, до Македонија, може да се доаѓам кога сакам и најмногу заради тоа, да. Супер. Инаку во моментот да гледаме некои од твоите веќе сега видео материјали кои што ги има на Симона's Food Blog. Да. И ако те прашам што е најчесто во кујната, дали се брзи снекс, односно онакви рецепти кои што се брзи за готвење за дегустација, или знаеш да влезеш и по 2-3 часа да работиш, што се вели со елементи во кујна? Да, не се најчесто. Гледам на Инстаграм да бидат побрзи, бидејќи гледам дека тоа луѓето најмногу го сакаат, а за тоа најмногу ми пишуваат за такви брзи рецепти, бидејќи гледам дека немаат многу време. Денес најмногу готвам пасти. А паста си ме погодила сега во срцето. Не се прави многу брзо. Мислам, може да ја направиш брзо ако едноставно свариш едни шпагети или макарони, ама така вистинска убава паста си бара време. Си бара време. Ако те прашам каде ја проба најбавата паста, е многу интересно дека многумина од нас кои што можеби, нели, заминале на посета во Италија, што туристички понекогаш дали работни и така натаму, велат дека ги пробале па некогаш и најнепријатните вкусови на паста. Значи дека се крши моментот дека нели таму ќе се проба најбавото нешто кога станува збор за паста, ама па некој велат дека па и во некои најтесни мали сокаци во италијанските грачња сериозно се пробуваат најбавите. Обично е така, и јас мислам дека е така. Инаку јас најубавата паста сум ја пробала токму во ресторанот каде што работев. Тој беше италијански, се вика Social, некој ако оди во Софија може да намине таму, има стварно многу убави пасти. Инаку во Италија сум пробала пица. И? Ама сосема онак. Убава. I can do better. Убава. Знам да бидам подобар, така? Точно така. Паста за пица, за паста, што зборивме? Па тоа баш каде имаш пробано најбавата? Да. Најбавата. Да. А ако те прашам најбавиот рецепт каде го имаш пробано и нешто што те оставило во меморија? И што би било тоа? Не знам сега, ќе треба. Сигурно е пак некаде во Бугарија, бидејќи таму живеам. Тука не сум одела многу по ресторани, низ Македонија, не сум шетала многу. Ама сигурно е таму, сега во моментов не се сеќавам за места, ама може да ми текне
Во Ти некоја кажам степен то прилика, после, да. Да. Сериозно, каква е гастрономијата во Радовиш? Не сум бил, ти кажам, можеби години во градот. Му треба поддршка за гастрономијата? Да, Да. му треба. Радовиш има многу вкусна храна, ама има многу... Ама нема маркетинг. Му треба. И еве сега... Комерцијална поддршка му е неопходна. Точно така. Во Радовиш готвиме многу убаво. А сега викендот, нели зборевме манифестацијата Самунијада. Самунијада. Самун М Татлија. Самун? Се вика Самун М Татлија. Самун ентатлија. М. Ентатлија. М Татлија, М Самун. Аха, Значи така. двете. И тоа е, се добро, со останатите гости наши во студио рековте дека тоа е врста на леп, така? Да, тоа е како што спомнавте сега за пастрамаилијата. Добро. Ете таква, во таква форма е пак. Долгнавеста, тесто, добро. Но е различна на вкус. И што најчесто внатре има, да речеме, како состав? Па Или само леп-леп? Не, најчесто се прави со свинско месо. Но може да се направи и со пилешко исто така и со саздрама. Не знам дали знаете што е саздрама. Денес учам многу Значи ќе го пробате, дојдете во Радовиш викендот ќе го Пастрма, или пробате. тоа се знам, нели, ама ова не би Да, ќе те излажам. ќе пробате. Значи, Многу е по вкусно. тоа се двои, да речеме, од Да. Пастрама. Пастрмка ми доаѓа, да кажам. Да, точно така. Пастрамаилија. Супер. Инаку денеска ќе готвиме бомбици Точно така. и тоа од веројатно пробан рецепт, Па претпоставам. да, го пробав. Неколку пати сум го пробала. И тој секогаш на вкус е добар, ама бојата е таа што е Треба да ја погодиме. тенкоста. Да, значи треба да биде розово, па сега ќе видиме без моментално сме ограничени, немаме вага. Следен пат не си се ќе обезбедиме и вага. А инаку може ли надевам. да погледаме неколку фотографии од твојот блог, поточно од твоите социјални платформи? Може режија да ги погледаме фотографиите од Симонас Food Blog. Добро, сега ќе патувачки приказни. Да. Ќе појдете во фолдер, ете тоа не е Вакви потребно. нешто треба да ни изгледа? излезе. Да, Аха. го пробав дома, се надевам дека ќе ни успее. Како изгледа убаво. Сега немаме чоколадо, ама имаме Следен пат. состаци. Следен пат. Браво. Често знаеш вака да си изготвиш? Да, со ова се пријатели? едноставни, овие ми се за пред работа кога работев таму. Еве, ова е самун. Ова е самун. Точно така, да. Овие Тоа е мајка ми ги е маслинка? правила. Не. Е сега не, тоа се габички. Аха, окей. Да, Тоа да, добро. Да. Ова е? Ова е исто свинско, единственото свинско што го јадам јас. Така правено на тој начин со вино, Аха. инаку не јадам свинско. Јасно. Браво. Вкусно. Добро, ајде да видиме се ние денес како ќе се покажеме и со може да од фотографии слободно да не ова е? Ова е бри, сирење бри, печено со ова е лиснато тесто. Ова е сирење. Да, внатре е сирење. Аха, добро. Да. Ова е пак сирење, јас обожавам сирење, на секаде е сирење. Вакви даски можам да стои една и назад. И јас така. Од ова се гоиме да душа, ама Да, така е. Ова е проја. Ова е здравичко, па не проја, со овес, пита со овес, Пита со со овес. спанак, со сирење, мислам дека беше и со семиња некој, многу вкусно. Ева многу убава паста. Ама јас сакам некош да го правиме. Ќе го правиме. Добро, Ако имаме готово. услови, Вети ова ми. ќе го ова е највкусната паста. Готово, вети ми, ќе средиме се што направи денес револуција во мојот желудник. Одлични се рецептиве. Да, Ова е добро добро запознавање баш со твоите Ова се вака деликатеси. излегува поедноставни сите овие што ги гледаме тука. Од тие има фотографии. Фантастично изгледа. Да ти аспарагус? Аспарагус точно Така? така. Да. Преубаво. Со компирчиња. Добро, супер. Си коментираме, нема добро, мора да ги гледаме вака и Ова е Супер. салата така малку поразлична. Добро, минавме ова е веќе. моцарела со Да, ова е капрезе. Аха, да, добро. Типично, ова е многу убав салат. Добро, 60% од ова сакам да бидеме во утринска тема. Ќе го правиме. Готово. Ќе ги надминеме вештите жени. Ќе ги Точно надминеме така. вештите жени. Секоја чест. Добро, ние малку сега ќе направиме дигресија. Ќе подготвиме, како што кажам денеска, бомбици со шумско овоше. Да. Меѓутоа, ќе се префрлиме на тема Скопскиот джез фестивал. Ние многу често знаеме да кажеме со Шурбе, со господинот Велопета и со целата екипа која што работи сиве овие 4 децени на оваа светска класа фестивал. Јас може и последните 15 години, освен тоа што гледам некако како медиумски работник, новинарски некогаш да ги презентирам темите, и тоа благодарение на Шурбе и целата екипа, гледам да бидам и конзумент на џез музиката и културата, и благодарение ним сиве овие
повеќе од 4 децении можеме да забележиме A-listers или джез музичари кои што се од А категорија и тоа на некој начин Македонија става на светската мапа на концертни збиднувања. Така што ова ќе биде дополнителна понуда да си појдете за скоро да уживате во 42-то издание на Скопје Джез Фестивал. Така е, 42 по ред и Марко се спомена себе си како публика. Јас сакам да искористам за почеток на овој разговор од едно интервју на Шурбе пронедов еден многу интересен дел. Вели публиката е умна, никако не сме да се потцени, таа точно знае што сака и умее да препознае квалитет. Се разбира, работа на промоторот е првенствено да информира својата потенцијална публика, најавувајќи го доволно гласно музичкиот настан, но и да му ја предочи, односно приближи музиката на потенцијалниот посетител на концертот. Ете, таква можност ке имаме и денеска, да му кажеме гласно и јасно на потенцијалниот оној кој што, како вели Шурбе, секогаш знае. Значи, никогаш цената на билетот не е она која што ќе го предомисли оној вистинскиот почитувач на оваа музика да не дојде на Скопскиот джез фестивал. Добро утро, добар ден. Велам за оној кој што ќе ја однесе наградата за млад джез музичар Драган Теодосиев. Задоволство е наше да ви имаме овој пат во студиото на Телма. И секако за Костадин Шурбановски Шурба. Време е за джез, Шурба. Време. Така е, да. Време е да ги видиме сите овие нешта кои што се уште мирисаат на таза, така, на таза принт. Супер е се она што ни донесе како програма, но колку време, всушност од завршувањето на минатиот почнува подготовката на следниот? Токму така. Почетокците на подготовката на Джез фестивалот стартуваат веднаш со завршувањето на фестивалот. Програмата се крчка, што би се рекло, една година, а оние финални подготовки траат последните 3 месеци пред фестивалот, најжестокото, што би се рекло, кога нема спиење и кога мора да се работи 24/7. Кога те побарав, ми рече малку сум поднастинат, малку не ми е арно, ама секогаш е вака, кога се последните денови пред фестивал. Секогаш, ама баш секогаш имунитетот некако оваа година некако специфична. Јас кога доаѓав наваму, баш со бидејќи Драгане тука, си помислив, можеби сме ние повеќе за во емисијата на Марија за болестите и така натаму. И од друга страна, кој ќе размислиш малку денес, човек што се бави со джез и со воопшто со ваква уметност мора да е малку нетокму. Малку луд. Малку повеќе нетокму, така што ние сме тука некаде на граница. Да, си е финиширано, си се знае. Се знаат детали, се бараше кој инструмент да им кажеме на луѓето дека го најдовме. Најдено е од воен оркестар, најдено е се. Да, сусафон. Сусафон. Дознавме, тоа е вид на туба, така? Добро. Еве, ја дознав и ја не знаев тоа. И да. Секоја година по нешто ново откриваш. Да. И ова е една од тие работи. Така е. Што можеме да кажеме, еве вака, да испровоцираме публиката, иако верувам дека таа веќе знае која е програмата или барем дел од програмата на 42-то поред издание на Скопски джез фестивал. Да почнеме со придружната програма, која што годинава опфаќа неколку настани. Првиот настан е промоцијата на компакт дискот на Филип Букаршлиев Трио, All the Sad Words in a Beggar's Dictionary, што во превод би дошло сите тажни зборови во речникот на просјакот. Тоа коинцидира со хуморот на господинот Букаршлиев, кој што ни е многу добро познат, а и неговиот неверојатен талент и духовитост кога е музиката во прашање. Ова е негов втор албум, а прв во издание на Скопскиот джез фестивал ќе биде промовиран во четврток утре во во петок, се извинам, во аудио култура. Петок 13. Петок 13, кој што соодветно соодветствува на се она што го кажам до сега. Музиката на господинот Букаршлиев и неговото трио. Во недела во Кино Фросина имаме 2 документарци од областта на джезот. Едниот постер посветен на легендата на джез саксофонот Арт Пепер, а вториот од понов датум лански во данска продукција Music for Black Pigeons, каде што покрај главниот лик Јакоб Бро, кој што ја води приказната, тука се
да речеме, плејада на најзначајни имиња на американскиот и не само американскиот джез. Исто така годинава ќе имаме и джез работилница, Jazz for Kids, каде што најмладите джезерки и джезери ќе се обидат да внурнат во тајните на джезот. А се разбира и ти на почетокот најави ќе имаме и годинава, ако добро бројам, по 7-ми пат наградата за најдобар млад джез музичар, која годинава решивме да му ја доделиме на господинот Драган Теодосиев, еден од најзафатените музичари не само во джезот кај нас. Ако за Джеймс Браун се велеше дека е the hardest working man in business, тоа кај нас еквивалент би бил Драган Теодосиев. Наистина не ми е јасно како успева со сите овие бендови да пуфати. Да пуфати, да. Сега е одлично време да го представиме, па потоа се враќаме на програмата. Драган Теодосиев, мене ме интересира само колку години имаш за да бидеш во делот на млад джез музичар или веќе доволно за да бидеш и меѓу возрастните джез музичари? Вака сега, значи јас сум 34 години, тоа не знам колку спаја во. Како се чувствуваш? Млад се чувствуваш, така? Да. Мислам, заслужена ти е наградала Ептен. Добро. Кажи ми како е во делот на джез? Како е во джез музиката и како успеваш, како го објаснуваш Урбе, како октопот, така? Ти некако со 8 раца се попаќаш. Да, ама тоа е за джез музичарите не е нешто не секојдневно, обично сите колеги во светов повеќето работат со многу повише бендови заради тоа што најчесто тој наплив на креативност што го имаат не им е доволно да го усмерат само во едно место. Да се артикулира во едно место. Да, и тоа мислам во мојот случај е така. Имам превише. Во колку бендови си дел? Па не знам. Не си ги бројал? Не сум ги бројал, значи моментално работам доста со Филип Букрашлиев, значи во другиот бенд со него, Такси Конзилиум. Значи, петок 13 ден да слушнаме за почеток делот нештата? Така, не, значи тука ова е друг состав, да, али меѓутоа имам добро. Имам друг бенд со него. Имам бенд со кој што ќе настапувам на годинашниот Скопски джез фестивал на 20 октомври во полнокниот концерт, тоа се Cobalt Cult Unit. Тоа е еден бенд кој што свириме креативна импровизација, длабоко вкорената во шаманизмот. Добро. Тоа е еден тип на фузија помеѓу фри джез, креативна импровизација и шамански ритуал и уште многу други работи. Потоа работев со големиот оркестар на Светлост, Одрон Ричуал оркестра, тој е исто така доста успешен джез бенд од Македонија. Работам со Зарина Прва Севда, која исто така големо има во... Така е. Освен никоја награда сега или така? Никоја награда беше вчера објавена? Победи на Upbeat платформата, да. И со тоа ќе патуваме во Париз сега скоро. Значи ти после ова джез фестивалот, не знам кај ќе одиш, не знаеш кај ќе одиш. После сум, значи на 20 сум на Скопски джез фестивал, на 21 имам 2 концерти во Софија. Како 2 концерти? Па едниот е со Дина Јашари, а подоцна... Во истиот ден? Во истиот ден, да. И како, Драган? Така. Ама убаво е. Одлично е. Одлично е. Да. Што значи награда за млад джез уметник? Еве ваква награда од Скопскиот джез фестивал. Па искрен да бидам, мене многу ми значи, многу се потресов кога ми се јави Шурбе. Се потресов? Да, се потресов заради тоа што многу години многу напорно работам. Значи Мале. Не стварно, пошто многу години работам, онака манијачки работам. Буквално на граница на лудило сум се доведувал со работиве и свашта ми се има десено и сега да ти даде некој признание. Само поттик или некаков поттик. Нешто, уште една скалило нагоре, нели за тебе? Голем поттик и голема поддршка ми е. Одлично. И многу ми е драго што ветер во грбот. Така е, да, што откриваме вакви луѓе кои што заслужуваат внимание. Ќе се осврнеме, а ти шетен из главата кои ти биле најдобрите, да речеме, джез личари на Скопскиот джез фестивал, а јас со Шурби уште збор 2, што е она
си рекол и во секој интервју, нели, ако треба 4-5 карти да одбарам, така и сега кај да дојдам, кај да не дојдам. Не може тоа да се каже, кога од 18 до 22 секој заслужува внимание. Да, од 19 до 22 октомври, од четврток до недела практично, ќе имаме прилика да проследиме значајни концерти, 11 вкупно. На број, меѓу кои имаме артисти, ајде да се обидам да ги пофатам земјиве. Ајде. Се разбира од Соединетите Американски држави, кои што се сметат за лулка на джезот. Имаме артисти од Италија, од Норвешка, Шведска, нели, Скандинавија секогаш присутна на Скопскиот джез фестивал. Италија, Шведска, Норвешка, тука имаме и треба помош. Бразил се разбира, Словенија, Шпанија, Велика Британија, Бразил се разбира, но и Македонија. И Македонија, така е, да. Сакам да кажеме збор два и за она што значи нешто што, да речеме, на прва не опива кога е джез фестивалот или Скопскиот джез фестивал во прашање. Она што е лого на фестивалот. Каков беше овој пат изборот? Заради тоа што често пати сме зборувале дека прекрасни решенија има самото лого, кое што нели не става на светската мапа на вистина фестивали вредни за споменување и на кои што и сакаат луѓето да бидат. Кој беше овој автор? Кој автор? Да, па ние многу грижа посветуваме на дизајнот, на креативниот дел од визуализацијата на фестивалот и секоја година, речиси секоја година имаме различен дизајнер. Овој пат се определивме за Иван Петрушевски, наш реномиран уметник и дизајнер, кој што со години соработуваме, и најпосле решивме него да му дадеме задача да направи постер на фестивалот и мислам дека ја исполни на многу високо ниво. Инаку дизајните се препознатливи в момент за Скопскиот джез фестивал, не само кај нас, туку и во светот не препознаваат по убавите креативни решенија. Имате некои награди, веројатно? Имаме и доста награди во минатото од тие дизајнерски фестивали и саеми. Владимир Мартиновски, како беше провокацијата за токму неговата една од имите негови прекрасни да биде делот? Па исто и со Мартиновски соработуваме, со Марта соработуваме со години и тој ни дава на некој начин инспирација со својата поезија и ја наоѓа онаа нишка која што во моментот е вам ви е потребна за на некој начин промоција или давање на некој друг аспект на джез музиката и таа негова песна, будна песна, која што е инспирирана практично од името на првиот албум на Гарт Нилсен Supersonic Orchestra, кој што се вика If you listen carefully, the music is yours. Ако слушаш внимателно, музиката е твоја. И од таму Марта се инспирираше и ја напиша таа будна песна, затоа што наистина кога слушаш джез треба да си буден, треба да си внимателен, треба да ги слушаш сите детали, бидејќи тоа е практично суштината на оваа музика. Одлично. Се селиме сега кај Драган, па пута уште малца. Да, Драган, помисли малца? Да. Значи од кучани никогаш требаше да патуваш во Скопје за джез? Па не. Да, имало и такви периоди, меѓутоа доста Тебе трчање во тие вака улична карта треба да си го ставиш. Да. Ако трчам ваму, трчам таму, ама стигам тегда. Добро, супер. Повели. Поголем дел од животот живеам во Скопје. Во Скопје. Тогаш не си трчал многу? Не. Добро. Кој е некој кој што ти бил вау? Па не знам, еве ќе тргнам од лани. Лани мислам дека Кнар ми беше Еве го Шурбе се подсмела, значи. Да, тоа ми беше онака фасцинантно, пошто сум многу голем љубител на скандинавски џез и секогаш кога ќе имам прилика да гледам, Скопски џез фестивал секогаш тоа ми го овозможува. Така е. Исто лани беше Хамид Дрейк со Турија. Да, тоа беше еден трибют концерт за Алис Колтрейн, една од основоположниците на спиритуалниот џез, заедно со нејзиниот сопруг Џон Колтрейн, еден најпознатите, можда и најголемиот и најбитниот саксофонист на сите времиња. Хамид Дрейк лани имаше за неа трибют концерт, тоа беше исто фасцинантно. Мери Холворсон исто лани имаше
многу добар концерт. Джейкоб Броу, мислам дека предходната година беше? Пред 3 години. Да. Со како се викаше саксофонистот сега? Тоа беше Марфи. Не. Со овој американецов црнец. Американецов црнец. Океј, добро. Джейкоб Броу квартетот ми беше пред 3 години исто. Фантастично. Доживување. Фантастично. Белмондо квинтет исто има, тоа можам да го издвојам. Аха. Вадада Лео Смит секако. Многу. Значи, мислам, Па кога те слушам, знаеш што сакам само да им кажам на гледачите, дека и во ова време на секакви, како да кажам, ајде не употребам еден тежок збор, ама лоши вести. Во принцип лоши вести секаде, лоши вести во светот и секаде. Да. Сепак и Македонија и млади луѓе како тебе знаат да се импресионираат од нешто што е добро, ама и да работат на себе создавање или себе напредување, како да кажам, нели? Што е многу добро, заради тоа што претпоставувам дека и во твојата генерација има луѓе кои што не пропуштаат джез фестивал. Бројот на млади ентузијасти музичари кои се занимаваат со по-прогресивна напредна форма на джез музицирање во последно време многу голем, да. И мислам дека Скопскиот джез фестивал многу игра тука голема улога во врска со тоа. Јас не знам, пошто сум помлад, не знам Шурбе валјда подобро памти од мене низ годиниве како идело. Меѓутоа јас мислам дека во оваа моја генерација и неколку генерации помлади од мене, мислам дека има еден нов бран, сериозен бран кој сега за сега создава многу ствара многу битна подлога и мислам дека тоа за воиднина ќе остане како длабока трага во македонската джез сцена. А сите никаде бевте меѓу другото, нели освен YouTube како нешта или можности да се видат тие джез музичари и од во живо да се видат голем дел од тие имиња. Апсолутно, пошто овие образувани мислам за джез. Овие имиња кои што доаѓаат на Скопскиот джез фестивал се екстремно реномирани имења во америчката и во европската сцена, така да ние имаме стварно многу голема привилегија да секоја година ги сведочиме најсвежите, најактуелните и најмодерните да ги јадеме најдобрите вкусови на джез. Така. Најсвежите плодови. Најсвежите плодови на джез културата. Супер. Шурба, уште некој збор да речеме за имињата, пошто ни кажа само како детали и земи, ајде да не останеме должни на публиката. Не сакам многу да зборувам за изведувачите, затоа што музиката треба да се слуша, секое зборување за музиката е како да танцуваш за архитектурата, некој тоа го кажал одамна. Меѓутоа, ајде да ја прошетаме на брзинка програмата. Имаме две ексклузивитети годинава. На самото отворање имаме специјално дело напишано за Скопскиот джез фестивал, сика After the Wildfire, на големите норвешки джез музичари Јан Банк и Арве Хенриксен, кои што ќе настапат со Феймс Институт оркестра, со кој што ќе диригира во едно и негови се аранжманите Џијан Емин. И тоа ќе биде доживување навистина. И ја не знам што ќе се случува, бидејќи е тоа дело кое што прв пат во светот ексклузивно ќе биде изведено во Скопје. Истата вечер во Младинскиот културен центар еден култен американски музичар, корнетистот, вокалисткот и поетот Бен Ламар Гей со својот ансамбл. Во втората вечер ги имаме Роберто Отавијано, тој е еден врвен италијански саксофонист во самиот врв на италијанската джез сцена со години, а луѓето што ја познаваат италијанската джез сцена многу добро знаат што значи да си во врвот на таа сцена. Во истата вечер и две големи имиња на авангардниот джез ја спомна пред малку Драган Мери Халварсон на гитара и Силви Круазиен на пијано. Истата вечер еден фри концерт на
Cobalt Code Unit, бендот во кој што членува Драган, и во истата вечер ќе му ја доделиме наградата за најдобар млад джез музичар, а третата вечер е посветена на големите американски имиња. Едниот е Джейсон Моран, пианист кој што ќе имаме прилика да го видиме во соло рецитал верзија. А тука е и Джоел Рос, едно од најсвежите и најинтересните имиња кога е во прашање джезот денес, вибрафонист од Чикаго, меѓутоа во моментов живее во Бруклин, Њујорк, има фантастичен бенд и ќе биде навистина освежување да се види во живо. За крај на третата вечер го имаме нашиот стар пријател Мац Густавсон со едно ново дуо во кое што членува италијанката Зоe Pia. Ќе ги видиме во Младинскиот културен центар со еден интересен импровизаторски сет. И последната вечер уште еден ексклузивитет, велам ексклузивитет, иако овој оркестар гостува на джез фестивалите, меѓутоа многу ретко, затоа што има 18 члена и сите, секој од нив има некој свој проект, некој свој бенд, кој што воопшто не е за занемарување, односно сите се светска класа, и многу е тешко да се искомбинираат заедно сите овие 18 луѓе, да не зборам за летови, кој од кај доаѓа и кај треба да оди, тоа е кошмар, меѓутоа тоа е дел од нашата работа, нели? Ќе биде интересно да се проследи овој концерт, затоа што тие што туку го објавија својот втор албум, за првиот кажавме како се вика, и дека е практично инспирација, некој лајт мотив на фестивалот, а новиот се вика Family и ќе имаме прилика, ексклузивна прилика да го видиме во живо, свеж, што туку објавен. Во истата вечер едно трио на легендарни три импровизатори, Златко Каучич од Словенија, познат тапанар, икона на джез тапанарството. Тука е британскиот басист Бери Гај и шпанскиот импро пианист Агусти Фернандес. За да целиот фестивал биде заокружен во недела навечер на полнок со една бразилска журка на Бишига 70, Бишига 70, кои што доаѓаат од Сао Пауло, и мислам дека тоа ќе биде едно убаво финале на фестивалот. Да. Добро, супер. Ќе имаме уште некоја минутка, ама јас немам само реклами, заради тоа што имаме уште неколку минути тамо во кујната да видиме докаде се бомбиците, па потоа се враќаме овде и да пробаме бомбици, ама и да кажеме што се седи лимита и 3 лимита на шурба. Ете така, чистиме сега во моментот фстаци. Инаку, кога сме, нема зашто, нека се збори, ова е полна куќа гости. Инаку, кога сме кај джез музиката, кога зборевте като со шурбе сега, некои работи кои што ги помнам вака како евокација, дефинитивно ќе го помнам цел живот концертот на Анушка Шанкар и Касандра Вилсон, кои што ми беа исто така, ми недостига, мора да признам, универзална сала во тој амбиент цел, нели? На сите ни недостига. Меѓутоа, ајде, нели, станавме европска престолнина, нели, за 2028, па дај Боже, нели, таму да се случи да положи. Мислиш, до 2028 ќе имаме универзално? Па јас мислам дека е многу порано. Мислиш? Па, ајде да држиме палците. Да, инаку во моментот само да кажеме, и уште еден концерт го помнам пред 2 години шурбе, Роб Мазурек. Значи тоа исто беше еден концерт. Лани беше? Гледаш. Но, само да споменеме со Симона Лазарова, денеска имаме бомбици од шумско овојше, така? Бомбици, да, од малини и од јагоди. Слободно може да објасниме сега колку од прилика, бидејќи вага немаме, меѓутоа долго што седи. Да, значи од прилика 35 грама некаде брашно. Два типа на кокосово брашно, така? Добро. Кокос. Исто околу 35 грама. Се ставаме. Овес. Околу 80. Ни треба 80, ама сега не знаеме. Ако треба да се додаде, ќе додадеме, ама од прилика да знаете? Да, од прилика 80 грама. 80 грама. Така. 80 грама. Тука дали ќе ми се обрекнат? Да. Ќе ни треба една лажичка путер од кикирики, користиме. Доволно, значи една? Да, една е доволно. Мислам дека ќе биде.
Што имаме мед. Мед. Мед ни треба околу 4 лажички. Да мислам дека ќе го исполниме вака. Да, мислам дека толку ведвечки. Добро. Дај да пробаме вака. Инаку фестаците ги подготвуваме за final touch декорација. Да, точно така. За final touch. Значи, Ќе ги додадеме и секако уште малку околу Jazz фестивалот, ама дали кажи ми ставаме и урми, така? ставаме и урми, да, 4-5 урми, тоа на вкус. Јасно. Без Ги отстрануваме семки. коските. Да, точно така. Добро. Опа. И банана, така? Да, а и дали пола банана ќе користиме и за да не ни шумското биде ќе го ставаме многу. внатре? Шумско исто така, да. Малини и јагоди, тука имаме некаков микс, ама ќе ги одвоиме само малините и И јагодите. да, Добро. бидејќи да не биде кисело. Добро, јас ќе се потрудам и тоа да ти помогнам. Може да. Од нив ќе ни треба 100 грама. Околу 100 100 грама, да. 100 грама шумско овош. Шумско овоше, мислам дека Точно така. ќе ги одвоиме вака. Добро. И малините ми И спомена, малините, така? да. Мислам дека И некоја рибизла ако падне не е проблем. видиме, нема, може само да ни е розово, иначе сигурно ќе ни е вкусно пак. Предпоставам дека овие се состојките кои што ги додаваме, така? Да, тоа е се што ќе ни треба. Добро, и бананата. И пола банана ни треба, само ми треба ножче за да можам да ја... Слободно. Повели? Сега тука ние малку ќе направиме пауза додека го миксаме сето тоа. Слободно вие продолжете Додека на миксате, Скопскиот вие уште Jazz некој збор два фестивал. со Шурбе и Драган може да ни се придружи доколку има свое мислење или нели го видел Шурбе во некое такво издание. Знам дека пред секој фестивал е како гужва. Гужва, хаос. Тамо, да, хаос. Често ќе ве прашаат новинарите околу гратиси и така натаму, јас тоа нема да ве прашам, ќе ве прашам. Сте кажале во едно интервју и тоа во време на корона 2019 година, дека публиката веќе точно знае и што да очекува и веќе доволно, како да речам, и подготвена и знае што сака на крајот на денот. Така ли е? Може ли да се пофалиме со добра публика на после 41 издание на Скопскиот Jazz фестивал? Па мислам дека се изгради со сите овие години една критична маса на луѓе кои што го следат фестивалот, го следат джезот воопшто и дека се добро информирани, добро едуцирани и точно знаат што сакаат. А меѓу другото и такво е времето, денес е многу лесно да провериш кој артист би ти се допаднал, а кој не. И веројатно и тоа придонесува за филтрирање на публиката. Да. Кога сме кај артистите, тие, кога станува збор за храната, имаат некакви своји листи на желби за тоа каде треба да бидат сместени или се тоа големи, а многу едноставни луѓе? Обично джез музичарите, дали се многу големи, дали не се толку големи, се многу скромни луѓе и нивните рајдери се такви. се многу едноставни. Ајде, добро. Можеме. Ќе почекаме. Добро. Ќе биде? Уште малку. Ќе го свртиме? Дали ќе успе? Ќе успееме, дефинитивно. Ајде. Продолжите слободно. Можеме. Па не, единствени посебни барања се ако е некој алергичен на глутен или така, не яде месо, тоа се некои нормални работи, ништо посебно не бараат некои. Обично се многу задоволни од она што ќе го добијат како катеринг, како ручек вечера, уживаат во македонски специјалитети, пинџур, сирење, ракија, нели, тоа е нешто во кое што сите уживаат и го бараат повторно да дојдат во Скопје да го вкусат. Така што немам забелешки на... Така. Колку е убаво чувството ако некој барам од овие 41 изданија досега, се надевам и по 42-то никого натеравме од сите тие джез музичари и втор па да дојде, ама да не е нели на концерт во Македонија и да го посети Скопје. Има ли такви случаи? Да дошол, да рече Шурбе, тука сум да се видиме?
Ретки се тие случаи, бидејќи обично музичарите доаѓаат за концерт и ако ги викнеш, многу од нив прв пат доаѓаат во Македонија. Не само како музичари, како со бендовите, како настап, туку и воопшто прв пат се во Македонија и тоа е за нив онака откровение, бидејќи најчесто тешко е да најдеш Македонија на мапата, камоли да знаеш нешто. Така. Ние си мислиме дека сме центар на светот, меѓутоа вака во светски рамки, нели, мали сме. Ама што велат кога ќе си заминат? Имаат многу убави впечатоци, откритие има земјата, сакаат пак да дојдат, се разбира. Некои од нив да успеваат во некои туристички аранжмани, некои од нив како музичари повторно во некој друг проект или во некој друг бенд или соло. Така што убави се тие работи. Така е, да. Убави се тие секакви искуства и работи. Сега е подобар вака, барем делуваш подобар од онаш кога те чув на телефон. Подобар си, така? Па да. Подобар си, спремен си за жест. Да. Одлично. Драган спремен за примање на наградата. Да. Отлично. Нема подобро. Дали се спремни бомбиците или ќе немаме време за бомбици? Ова ќе биде брзински денеска. Ова ќе биде инаку го направивме генерално рецептот, сега само останува бомбиците и тоа ќе биде, ќе купиме една минута од режија. Ајде, една минута време. Инаку успеавме да ги направиме розени. Сега сме брзи, да. Веројатно сме малку повеќе со кокосот, ама сега само да ставиме внатре. Па може по едно, да. Може по едно да ставиме. Практично, добро, малку е голема испадна. Еве две ќе ставам. Тоа за шурбе. Шурбе јадеш пастаци? Добро. Еве вака правиме. Многу воден има. Дали вака сме Симонче окей? Па може, добро е. Мојата малку помала, ама лако. Мојата е како ќофте поголема. Како и да е, ти благодараме Птен што ни дозволи да влеземе во твојата кујна на момент. Секако. Така што рецептот ќе го имате наскоро и на нашите социјални медиуми и не заборавајте да појдете на Симонас Фуд блог, таму ги имате сите рецепти и не заборавајте од 19 до 22 на джез. Баш така. Скопје и Македонија живеа со джез музиката и оваа година 42 издание. Чао од нас, Шурбе, Драган, ви благодарам. Драган, уште на честитки. И секако бомбиците после емисијата ќе ги пробаме. Немаше можност, немаме време. Чао!